Скопје 2014 моментално ја живее иднината. Не знам дали сте сите свесни што се случува во Скопје, но во Скопје има повеќе туристи од Охрид, од цела Македонија. Лани во Скопје имаше 350.000 туристи. По 1 евро да имат сите оставено, сите јаделе во ресторан, сите биле по продавници, сите спијат во хотел. Значи веќе Скопје 2014 се исплаќа. Министерството за надворешни работи кое што чини колку што чини, изградено под изговор дека ќе се заштедат парите кои што министерството сега ги дава троши за на кирија, да. Доколку пресметате и ги споредите цената со која што се уште се гради оваа зграда, не е довршена, нели, иако е пуштена во функција. Вработените таму ќе треба да седат до 2151 година, за да им се исплати ова што само досега е потрошено. Која има граница на тој претаризам за овој проект конкретно? Значи, пошто во еден момент беа поставени толку многу, дури имаше и постои на овие сајтовите за... Нормално е тоа, затоа што се многу работи наеднаш. И сега е тука храна да ни стават на нас многу, на трите маси, ќе ни биде лошо. Така, ќе се навикнеме со време. Рингишпилот, например, лично мене локацијата не ми се допаѓа. Ама јас видов деца на тој рингишпил, среќни. Штокхолмски синдром, со друг збор. И жртвите се навикнуваат на своите киднапери, па повторно тоа не го користиме како аргумент за оправдување на нешто. Не само што нема да се навикнеме на тоа, туку анкетите покажуваат дека од 2010 година, кога 39% била поддршката на Скопје 2014 и ова е според рейтинг анкета објавена во Дневник, во 2012 таа опаднала на 26,4. 125.000 луѓе гласаа за Коце Трајановски. 125 луѓе гласаа за Коце Трајановски, меѓутоа на Андреј Жерновски му организираа 3 круга избори на кои што од круг во круг се зголемуваше бројот на гласачи кои што кажаа дека не се согласуваат со она што се случува во општина Центар. Не треба да се плашиме од рушење, дислоцирање. Француски клучеви тоа се само метафори, тоа се само символи и не треба да ги земаме здраво за готово. Меѓутоа на крајот на крајштата и Берлинскиот зид беше срушен. Ја мислам дека веќе е крајно време да завршиме со менталната матрица да рушиме. Треба да правиме. Не, треба да почнеме со неа, зашто до сега не сме почнали. Значи доаѓа некој почнува да прави, искачаат луѓе, вика треба да се руши. Ја мислам дека треба веќе лекови или да се прска нешто по воздух за да се треба да се прска за комарци, али се уште не сме го направиле тоа пошто сечеме дрва. Ако проектот е толку лош, на што се должи порастот тој? Кој пораст? Порастот на бројката на туристи. Луѓе има. Полне градот. Не знам што се должи порастот, веројатно сигурно убаво има. Можам да кажам исто така како што вака си кажуваме лично нешто, исто така можам да кажам дека порастот на туристи се должи на тоа што многу луѓе сакаат да дојдат да го видат овој циркус тука. Очекувам некои објекти како на пример Триумфалната порта, ако не можеме да ја срушиме, барем да ја обраснеме во бршлен и веќе да не ја гледаме. Очекувам некои згради кои што можеби не можеме да ги срушиме, можеме барем да ги реуредиме и да ги направиме некакви културни центри или социјални собирни центри. Очекувам да се отстрани мостот на уметноста, бидејќи навистина троши многу струја пред се за ништо, а згоре на тоа ги омаловажува сите дејци кои што се на него. Германците имаат поплаки кон нас, тука, поготово за Скопје, затоа што сакаат да дојдат големи туристи, немаме капацитет. Ја мислам дека треба помалку повеќе да се изгради. И мислам дека треба секој споменик да добие своја приказна онака убаво, да има на интернет, да можат сите да видат. Така да мислам дека ова се што се прави треба малку повеќе.